Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва емисијата ќе ја посветиме малку на политиката во предизборието и во студиото имам двајца гости. Едниот прв пат доаѓа овде во студио, тој е господинот Игор Цветковски. Игор, добро вечер, добре дојде. Добре ве најдов, Јанко. Мило ми е што не поканивте. Вие сте еден од ретките медиуми кои што воопшто изрази некаков интерес за нашето дејство што го правиме, а тоа е да го активираме малку мислечкиот дел од македонскиот народ, дека може да се дејствува во Македонија, а да не се биде врзан за партија. Игор, јас и ти прв пат се гледаме, иако мислам дека сме долгогодишни френдови на виртуелниот свет на Facebook, така? Јас на тебе се сеќавам од ТВ4. Таму имав емисии, овде и сега. Да, ја екскюзи моа. Потоа отидов во А1 телевизија. Ти продолжи, мислам, со твојата галаксија таму беше? Да, Гутенбергова галаксија, на да. ТВ4. А што имаше ти? Овде и сега Аха. ги водев, најчесто тоа беа емисии, репортажи за ракотворци, емисии од областа на културата, архитектура, археологија, историја и така натаму. Но секако на Facebook сме пријатели. И ја извини што сум малце игнорантен по тоа, не знаев за тебе ако сме биле колеги. Ти беше тогаш познат, јас не. И се уште не сум. Ај се надевам дека ќе бидеш малку попознат после вечерашната Подобро емисија. да се надевам. А вториот мој гостин е Петар Котевски, кој мислам трети или четврти пат е веќе гостин овдека, така што се одомаќини. Да. Добре дојде Петар. Добро те најдов, Јанко. Петар е многу фин, пристоен и културен момак, барем кога гостува кај мене во емисија, кога го читате на Facebook е, мислам, една од најскандалозните ликови кои пуздери партал ги прави сите без пардон. Што ќе ми биде интересно затоа што на 2-3 гостувања со тебе не разговаравме никогаш за ова, ама сега ќе биде прилично добро. Имено, да ги објаснам малце на гледачите, влегуваме во предизборие, се формираат партии, се собираат гласови, бојкотирам е веќе на пат да се официализира како политичка партија и собирате гласови, така ли е, Петар? Не, значи ние сме неформална организација, движење бојкотираме и уште неформална организација. Значи ние немаме амбиција да некогаш да стануваме реална партија и поќе ни се бенди со вака неформалното здружување, затоа што може да се обединиме околу битна, клучна цел, што сите не обединува. Ние во движење бојкотираме имаме различни луѓе, левичари, десничари, секакви имаме, али не обединува тоа едната цел, а тоа се трите цели на движење бојкотирам, се знае, сега ќе си повторам уште еднаш: поништување на Преспански договор, поништување на договорот за добрососедство со Бугарија и на сите закони кои што испаднаа како последица на така наречената тиранска платформа. Значи, ние сакаме да се врати нормалноста во државата. Игор, вие сте представник на друго здружение. И сега, кој е заедничкиот именител што еве? Вечерва сте тука заедно и што ви е целта? Што сакате да презентирате на јавноста? Јас сум председател на Здруженијето Мир, меѓутоа не настапувам во името на Здруженијето Мир и покрај тоа што на нашите листи се наоѓаат членови на Мир. Туку ние сме индивидуалци, поединци, личности кои што се загрижени за македонската судбина, за македонската иднина. И на тој начин се сплотивме едни со други со идеја да докажеме на себе, меѓутоа и на јавноста, дека можат луѓе кои што имаат различни идеологии, различни програмски определби, па дури како личности, не само партиски, дека тие можат да се сплотат и можат да дејствуваат заедно. Доколку се фокусираме само на 2% од она што е наше заедничко, со сета наша сила, ние веруваме дека можеме да постигнеме успех. Она што нас не сплоти е состојбата во која што се најде Македонија. 30 години скоро Македонија е водена од едни исти востановени елити, кои што добиваат доверба од нас, од различни луѓе, од различни партии и како неопределени, меѓутоа тие довербата ја изигра. Особено тоа го покажа со последното непочитување на резултатите од референдумот, кога референдумот тие воопшто го сметаа како консултативен и воопшто небитен. А во една демократија да се смета референдум за трите суштински прашања
како консултативен, тоа е подигрување со непосредната демократија, односно подигрување со волјата на народот. Кога имаме такво подигрување со таквата волја, кога се укинува најосновното право на човекот во демократијата, преку мнозинството да ги изразува своите ставови и да напредува во својата заедница, во тој случај ние сме решени да се сплотиме околу неколку клучни точки. Бидејќи на изборите кои што следат, нема цензус, нема долен праг. И бидејќи знаеме дека во Македонија функционира политичкиот, односно партискиот клиентализам, каде што голем број на луѓето поради разни должничко-доверителски односи се врзани со едната или со другата партија или со помалите партии, кои што како и да ќе излезат на избори и ќе освојат некаков резултат, и бидејќи нема цензус ќе се формира влада, самото бојкотирање, колку и да природно ни доаѓа, дека не сакаме да имаме никакво учество во оваа творба што се вика, што јас ја нарекувам ес-џган, нас не принуди да направиме обид да учествуваме на овие избори со неколку клучни поенти кои што предпоставуваме дека ќе бидат основа за било кое идно правење на македонската држава, односно создавање на вистинска македонска држава. Без пред да идете во програмата, кои сте тоа вие? Што е тоа што ќе го видат? Што презентираме вечерва? Независна листа, зависна листа, нова партија и така натаму. Може ли малце да го објасните подетално? Значи, да разберат гледачите. Да, значи ние долго време, сега луѓето го гледат само во последните неколку недели кога ние ја официализиравме нашите независни листи, ама ние работиме ново веќе неколку месеци, се обидувавме да окрупниме колку што може, да речам, патриотскиот дел од значи формални и неформални организации, партии, било какви, да се укрупнат некако и сите заедно да настапиме под такви некаков обединувачки назив што е независни листи. И намерно е, како се вика, независни листи, затоа што има и движење бойкотираме на листите, има и поединци, има и МИР, има и други помали организации. Значи, се трудевме некако тоа така да го формулираме, за да не, пошто разбираме дека на луѓето имат изгубена доверба во партиската структура. Ќе да објасните. Значи, ако добро ве разбрав, ќе видиме листа на СДСМ, на ВМРО, на ДУИ, на ДПА и така натаму, и ќе видиме независна листа. Така? Да. Се надеваме дека ќе видиме таа независна листа доколку успееме првично да собереме 1000 потписи во секоја изборна единица, каде што имаме поставено независни листи, каде што имаме поставено наши кандидати. За жал рокот е многу кус, бидејќи во овој предизборен период ние имавме ни десетина дена за собирање со сите административни потешкоти, дали реално имавме 5-6 дена за собирање потписи, рокот изминува утре во 24:00, до кога мораме да собереме во секоја изборна единица по 1000 потписи. Во изборната единица број 1 носител е господјата Емилија Гелева, во изборната единица број 2 носител сум јас, Игор Цветковски, во изборната единица број 5 носител е Петар Котевски. Вака, Емилија Гелева, добро, Емилија Гелева, изборна единица број 1. Да. Изборна единица број 2 е Игор Цветковски. Вие, господин Игор, така? Да. Број 3? Не, број 5. Број 5. Број 1, 2 и 5. и 5. Да. Така. Не успеавме во сите 5 изборни сте единици. вие, господин Котевски. Да. Добро. Значи, за сите изборни единици ние имаме комплетна кандидатска листа составена од 20 кандидати. Ние сме само носителите. Така, значи и тие сите листи имат 20 кандидати кои што се различни луѓе, да речеме Ке нас е Сашо Панговски, Да. Арна Шијак, Ивона Опетческа, Горан Јанкуловски. Стиховен калибар. Да. Добро. Има и други личности кои што ни даваат поддршка со нивното присуство, меѓутоа во изминатиот период трпеа сериозни притисоци и по нивната работа и по нивното пријателство, само поради тоа што се наоѓаат на некое 13-15 место. До таа мера да дури не можат ни да ги активираат своите капацитети за да ги повлечат луѓето да се потпишат.
кој што не дозволува на ниту еден начин да биде здрман системот на Курто Мурток, што го нарекуваме ние. Зошто? Што спречува? Како? Едноставно... Кои се методите? Не, збори отворено. Сега, слушајте, луѓе. Ги прават луѓето, ги прават до утре до 24 сата, сега е, како викаат србите, ги прават луѓето покојник. Петоколонаши, изроди. Кој ги прави? Нивните пријатели кои што се или во СДСМ или во ВМРО-ДПМН, кои што на еден или на друг начин јадат леп, или од едната или од другата партија, посредно или непосредно. А добро бе, легитимно Јас би рекол дека тоа го знаеме, Петар добро го чувствува на своја кожа. Меѓутоа тие беа храбри луѓе и сакаат да ни дадат поддршка со самото тоа што ќе се појават. Како имиња и авторитет. Ангажманот нема да им биде толку голем каков што би бил на Петар мојот или на Сашо Панговски. Меѓутоа тие само би сакале да дадат поддршка на тоа што ние го правиме. Затоа што тие разбраа дека ние не сакаме на ниту еден начин да има партиски призвук нашата акција. Што ја вршиме. Сакаме да докажеме дека имаме политичка мисла, си ја сакаме Македонија, сакаме да го вратиме и сопственото достоинство и достоинството на македонците, да се препознаат преку нас и на тој начин да си дадеме шанса едни на други за да успееме во Македонија. Меѓутоа, некому убаци се, убаци се. Ако може само да кажам малце по-поетично, Игоре, малце така. Ти поетично, ја реков. По-малку поетично. По-малку поетично, да. Значи, што се целите на целта на независната листа е да му се дај глас на македонецот кој што го бойкотираше референдумот. Да му се дај глас на македонецот кој што гледа дека сите институции на државата се систематски срозани, почнувајќи од судството, почнувајќи од влада, почнувајќи од и дури и помалите институции. Значи сите ние тоа го гледаме. И сега имаме ние политички репрезенти и од страна на власта и од страна на опозицијата кои што глумат лудило. Се е било во ред. Дај да збораме за цена на малини, дај да збораме за економија, дај ќе му понудиме 200.000 на професорите, дајте му дадиме 500.000 на наставниците. Значи си лицитираат со некои бројки како да е business as usual. А во меѓувреме македонците се единствениот народ кој што не му е дозволено со договор да си ја истражува собствената историја, она како што сака, да се декларира како што сака, и да може да си го гради својата култура, историја, јазик, традиција, да си ја чува во неговата собствена држава. Значи, ова е нечуена работа никаде на планетата. Питар, ајде да речеме, ги одушевуваш луѓе во вечерва, сите гласаат за тебе, не избори добиваш. Стануваш шеф на држава. Изволте. Шеф на држава. Добро. Стануваш премиер. Не можеш шеф на држава, стануваш премиер. Можеш ли да го вратиш името? Апсолутно. Значи, јас мислам дека меѓународните договори живеат или умират врз нивното почитување. Значи, ние ја добивме Грција и во Хаг, така? Така. Тие си го игнорираа тоа и си беше business as usual. Значи, често не прашуваат нас, ако успеете да влезете демек во собрание, што ќе правите? Што ќе правите? Сигурно нема да бидите кизне колку луѓе. Така. И тоа е окей. И нашиот одговор на тоа е, значи ние сме таму за да не може да глуми собранието дека е business as usual, дека е се нормално. Да има глас од таму некој кој ќе... Па буквално, јас стално луѓето ги прашувам. Колку пратеници од Хрватскиот сабор знаеш ти по име и по презиме? Ниеден. Еден знаеш. Пернар го знаеш сигурно. Така. Го знам, така. Зошто го знаеш? Затоа што тој има некоја агенда. Фараж го знаеш во Британија. Да, значи не е битно. Фараж го знаеме, да. Значи, и тој не е од партија. Да, без разлика дали се слага некој со неговата политика или не, факт е дека човек успеа регионално да ја рашири. И значи многу е битно ние сега во собранието да имаме некој што ќе ја кажува македонската вистина. Затоа што големите партии со нивната пирамидална структура, што разговаравме порано еднаш, баш тука кај тебе, значи тие доволно е да се фати партискиот врв, да се уцени, да му се обеќа кизна и шо, и после тие другите партиски војници си одат тие во строј. Така. И бидејќи тоа се случува сега во Македонија, многу е, значи во следното собрание, ако не влезат луѓе како нас, кој ќе кажува вистината за македонците? Кој ќе кажува дека луѓе овие основни цивилизацијски права ни рушат во 21 век? Ќе бидеш скандалозен и безкрупулозен онака како што си на Фејсбук? Апсолутно, и тоа собрание. Многу повеќе. И тоа собранието е дом на народот.
народот става пратеници таму. И нема шо, не може никој, како се вика во собрание, да спречи на народен пратеник, поставен таму со гласови од народот, да кажи она што го барат неговите избраници. Значи тоа кај нас прво се сроза тоа. Значи ние гласаме за еден човек, гласаме за една програма, тој влегува во собрание, друга програма извршува. Значи имаме катастрофална ситуација кај што да речеме, еве например, луѓе како Крсто Муковски и слични како него. Значи тие беа избрани со гласови од ВМРО ДПМН. И сега наеднаш тие некако можат да бидат во собрание независни. Па тие не добиле независни гласови, никој не гласал за Крсто Муковски со име и со презиме, гласале за партијата. Кога тој напушти партијата, брат, замини си од собранието, така? Што е уште пострашно, тие воопшто не ги исполнува оние работи кои што беа барани од нив, ниту пак би биле избрани доколку кажаа дека ќе гласаме за промена на име, за влез на Северџан во НАТО по тоа име. Значи тие на ниту еден начин не ја добија довербата, ниту ќе ја добија довербата доколку буквално го правеа, односно го ветуваа тоа што отпосле го правеа. За жал, според нашиот устав немаме институт на отповик на пратеник. Но се надеваме дека еве сега и твојата емисија може да послужи за тоа, доколку успееме на било каков начин да собереме потписи, па потоа да влеземе во изборна трка, па барем некој од нас да ја наметне потребата за промена на уставот. Наша цел е да дојдеме до промена на устав кој што ќе го бира народот. Затоа што веруваме дека само народот може да направи долгорочна стабилност доколку се врзе со одредбите од уставот кој што самиот ги прави и самиот ги гласа. За жал, сегашниот устав е тотално расцепкан, тотално вон основниот од 1991 година, но ние сакаме да направиме... Чекај малце. Па нели имаше фабрички грешки, па нели го крпеа, па нели го променија 2001, па ја редефинираа Македонија. Ова све што ни се Јас се извинувам, моето скромно мнение дека од 2001 наваму е резултат на токму на тоа. Ние се откажувавме од сопствените македонци во другите држави, ние се откажавме од знамето кое што за нас беше знаме на слободата. И ја не знам сега, луѓе се чудат како го изгубивме одеднаш името. Не го изгубивме. Не, тоа си е тоа систематски оди политика на полека, она што се вари жабата полека во тенџерето. Со која цел, Петар? Што мислиш? Еве шпекулираме. Значи, ако не ти е благодарно шпекулирање, во ред. Не, битно е македонецот да не постои. Битно е да не постои слободна мисла, врзивно ткиво кон некоја си цивилизација која што во историјата низ милениуми давала личности, пред се личности кои што го задолжувале светот со своите дејства. Дали тоа да тргнеме и во неолитот, тоа во археологијата многу лесно може да се види, сега тоа е сосема друга тема. Меѓутоа во неолитот, во Гаврлево, во Осинчани, во овие премногу значени места за светската цивилизација и култура, македонецот или човекот кој што живеел на овие простори оставил белег. Не случајно подоцна тука е врзан и Александар Македонски и Филип. Бог е роден во Македонија, од тука е ширено христијанството. Идејата сама за сврзување на световите е македонска идеја. Кирил и Методи не направиле ништо друго освен што направиле македонскиот јазик да биде службен. Ако сакаме и Гоце Делчев, начинот на кој што го замислувал светот со неговите реформски идеи биле едни од најбунтовните за ова подрачје. И според начинот на кој што... Да не одиме на тангент. Не, меѓутоа... Остего нега, ти ќе бидеш практичниот. Имаш доволно време. Прашува, Јанко, сакам да се знае. Не прашувам ова, ама те оставам, сакам да видам што ти е мислата. Суштината не е толку бенигна. Суштината поради која што сакаа да не нема, јас ја гледам во, ајде просто кажано, имотно-правните односи. Доколку јас или ти се откажеме од наследството на нашите татковци или дедовци, со тоа што нема да бидеме врзани за нашето име, тогаш ние едноставно ќе го изгубиме тоа наследство кое што нашите предци го правеле за нас. Да, и за светот, меѓутоа, ние сме тие кои што сме должни да го чуваме и да го негуваме и да го пренесеме на идните генерации. Уништувањето на македонецот не е случајно. Добро, ја ова го имам слушано со години, македонски манифест и така натаму, Бог е роден, но знаеш како, секојдневицата малце ги руши овие работи. Попрактично. Нели, секојдневицата малце попрактично Зошто би сакале да уништат име на една држава?
Таа држава може да се вика X, македонецот да се вика X. Значи, јас слушам Тие воопшто Јас нели слушам значи, со не може да децени, се вика на пример X. дека американците сакаат да ја уништат Македонија. Ако сакаат да ја уништат, зошто се уште не постои? Не ја брани Русија. Русија е последна која ја брани. Кина сигурно не ја брани. Поддршка немаме од Индија, поддршка немаме од Бугарија, од Србија и така натаму. Ако земам почеток на 20 век, единствени организација која се кренала за заштита на македонците, тоа е Лигата на народите во Соединетите Американски држави, каде интелектуалци и научници Не е така, Јанко, кренале овакво. 24 Океј, година- ајде да го чуеме сега неговиот практичен. Значи, ние во Македонија да зборуваме за глобални покрети и движења, тоа е као две мравки гледат стампедо на слонови и викат: "Јас мислам дека овие слоновите бегат малце налево, затоа што не знам, плетат некаква." Сакаш да ние кажеш сме- дека сме некаква колатерала во некакви Апсолутно, глобални процеси. апсолутно. А не процеси кои се исклучено наменети против Македонија. Апсолутно. Значи, Процесите против Македонија, извини Петар, се одамна. Процесите Добро, против значи- Македонија не се само од сега, не се само од 91-а, тие процеси се од 1912 па и претходно. практично проблемот наш сега моментално е дека Значи, може би различно гледаме на македонците немат репрезент во парламентот. Моментално македонците немат репрезент во парламентот. Ова е Немат ова е репрезент. многу јако што Значи, го кажуваш. значи суштината на демократија е дека јас, ти, Игор и не знам 10.000 други луѓе доброволно му го предаваме нашето право на одлучување на нашиот народен представник. Стварно И немаме у претпоставуваме- парламент некој кој ќе рече името него даваме. Еве, Па, например, буквално. вака ќе видам, ќе слушнам, Па, ќе се буквално. јави некој, Да. ќе дојде гостин, ама Да. некој радикално да каже зошто е тоа така? Зошто не се осмелуваат? Затоа што се сите, како што рече Игор, значи поради длабоко навлезениот клиентелизам, не само во, да речеме, во јавниот живот и во институциите, и во самите партии. И многу добро, да речеме, нашите соседите сите имат проблем некаков со нас. И тие многу добро знаат да ја играат таа игра кај што ако го контролираме ова јадро на ова организација, ја контролираме целата организација. И нив многу му одговара дека имаме стратосферско изоштрување на ВМРО и СДС. Оти тогаш може со контрола Многу на лесно се владее со со структура. контрола на двете капи фактички на целата таа работа, ти да контролираш целокупната клиентелистичка организација надолу. И сега ние, еве нека кажи било кој од гледачите нека кажи кој му е денес од гледачите македонци кои што сакаат да се осеќаат како македонци и сакаат да си ја негуваат собствената, да можат да се наречат македонски. Човече ни вадат назив македонски од институциите, ги вадат буквално, не знам, буквите ги вадат. Ама што нам ни еве, да Мислам, речеме. тоа е страшна работа. Вие сте луѓе загрижени за идентитетот, како на пример и суштината и националните вредности. Но реално е, и тоа го знаеме, дека има луѓе кои едноставно мува не ги лази по тие прашања и секојдневица. И супер. И тие се представени од СДС и ВМРО. Сега има луѓе што ги лази мува. Значи тоа е проблемот. Тие луѓе не се никако представени, а се исто одначени. Значи не знам, бостонската чајанка за што беше целата работа? Така. No taxation without representation. Нема оданочување без да бидам представен. Сега имаме ситуација кај што наречиме, не знам, ВМРО си имаше кампања на патриотизам, си освои, не знам, таму X пратенички места, 7 му купија, му средија, така, и на крај си легна на брашно си рече, па види, знаеш, сега мора ова да го прифатиме. Брат, јас не те гласав за да го прифатиш ти то, јас те гласав да се бориш против то. Значи, не го гласав јас, во мојата изборна единица беше Антонио Милошевски. Значи, и ВМРО упорно ми го туркаше Антонио Милошевски низ грло мене да го гласам како прв на листата. Океј. Иако човекот, значи, долго време е во политика. И јас го разбирам Антонио Милошевски. Ова е екзистенцијална борба за Антонио Милошевски, пошто тој, ако не е политичар, што ќе биде Антонио Милошевски, ако не е политичар? Антонио уште добар, има таму еден друг кој многу подолго се сакаш види? провлекува. Владко Ѓорчев. Значи, човекот од факултет замина, Ја мислам дека воопшто не треба ние да ги спомнуваме нив. Ма нема зашто не ги спомнуваме, човече. Јас сум гласал за него. Јас си го напишав и на Facebook му напишав на Антонио Милошевски. На 28.4.2017. Антонио, ти на твојата позиција дојде со мој глас. Јас сум твој работодавач. И не само работодавач, јас и плата му плаќам и го ставив таму кај што е. Му реков имаш една работа. На било кој начин ова да го обструираш.
човекот се мафта лево, десно, попеа еднаш, два пати и Ние сега мораме да го шета вратиме- по ние мораме телевизија да го и вратиме збора с- како мора сега да го прифатиме. Ништо не мора да прифатиме. Грција имаше пресуди од меѓународен суд кој што не го прифаќаше. Притисок 2008 кога требаше да влегува Македонија во НАТО. Така, имаше притисок и од Америка, и од Џорџ Буш, и од се. Се што направи луѓето рекоа не мрдам. Не мрдам. Петар, ние мораме тука да им кажеме на гледачите дека ние сакаме обичниот човек, ти, јас, било кој друг, Јанко, да биде представен преку луѓе кои што ги познава секојдневно, кои што нема да се плашат да се поздрават или да си преречат доколку имаат одредени замерки и тие луѓе да бидат негови служители во собранието. Во таа смисла мене воопшто не ми е важен ни Александар Николовски, ни Владко Ѓорчев, ни Антонио Милошевски, Не може ни да не ти е важен. веќе Тој е твој представник. не сакам да ми бидат важни и не сакам на македонскиот народ веќе тие луѓе кои што ја направија белјата да бидат ставани воопшто во уста. Сакам да се охрабри и да не лета по некакви си познати луѓе кои што му се даваат 24/7 на мејнстрим медиумиве, туку да си наоѓа луѓе од сопственото соседство, луѓе со кои што секојдневно дели некоја грижа и тие луѓе да бидат кандидирани. По некоја случајност ние сме се собрали. Меѓутоа, оваа идеја не е само наша, оваа идеја сакаме да биде презентирана и во идните години и да биде за идните генерации. Затоа што доколку не поставиме основи дека државата ќе се ја вратиме со луѓе од народот, со луѓе кои што се секојдневни како мене и тебе, кои што трпат едно исто, а се фокусираат на една заедничка точка, тогаш ние нема да имаме држава. Да се надмине партизмот во секоја сфера до моментот додека не се направи државата. Кога ќе се ја направиме ние македонската држава, кога ќе го вратиме достоинството на македонецот, кога би го донеле тој устав или уставните промени по желба на македонскиот граѓанин, во тој случај можеме да се расправаме за Игор, дали ние конкретен зелена факт или Моето црвена ќе прашање биде. ќе продолжи он со одговор, после ти надоврзи се. Што мислите? Македонецот бега од Македонија затоа што името му го сменил некој на таблите или затоа што има екзистенцијален проблем? Со подпрашање, што мислите, што е побитно во овој момент? Суштинското, националното достоинство или економскиот момент за да може? Знаеш како, често пати велат, се сеќавам дојде еден синдикалец од надвор, кој на нашиот синдикат, најголемиот синдикат, им држеше, вика, најтешко е, вика, да ги издигнеш на улица, да ги натераш на акција оние кои се најбедни. Верувај, вика, дека сегде у свет средната класа е таа која ги прави тие движења. Ние ја немаме. Средната класа нас си иде. И сега, кого ќе мотивираме овдека, Петар, мене ме интересираш прво ти. Што мислиш? Што он сака вечерва сега, тој македонец што е разочаран од СДСМ и од ВМРО? Што би сакал вечерва да чуе? Тоа и мене ми е енигма, знаеш, ќе ги отвориме телефоните, па ќе ги чуеме и гледачите. Што сакаме? Бидејќи јас се согласувам дека може и име и економија паралелно да иде. Ортогонални работи се тие. Значи не си сметат едно со друго тие. Значи апсолутно ортогонални се, значи едното не го исклучува другото. Значи не може некој да речи сега, значи не е битно што немаме апсолутно никакво достоинство, значи што не можеш ти да имаш никаков, не можеш да го имаш ти идентитетот што си го градел, ама барем ки имаш пари. Значи сакам конкретно ти одговорам на твоето прашање, ти ме праша зошто луѓето заменуваат од Македонија или младите да речеме. Што му смета нив во Македонија и ќе ти одговорам како млад што заминал од Македонија и се вратил во Македонија. Значи зошто замина? А уште полошо, зошто се врати? Дома ми е ова човече. Те разбирам. Ја морам да го искарикирам за да провоцирам реакција од тебе. Значи јас мислам дека младите заминуваат токму заради тоа што се срозват буквално сите институции. Дури институции кои што да речеме се залечуваат во еден период и почнуваат нормално да работат, значи имаме ние како некоја синусоида е тоа кај нас, јас да не одам многу инженерски, ама оди нагоре надолу. Значи само што ќе крениме малце глава, само што ќе почнат да работат како се вика некои институции малце поарно и одма добиваме дежурни незадоволници, луѓе кои што се чувствуваат надвор од системот. И одма почнуваме да ги срозаме. Еве на пример, значи јас
значи мојот активизам на Facebook е од, не знам, од таму од 2014 година, уште од кога беше, како се вика, шарената револуција, што јас ја викам северџанистански джихад на Facebook. Значи јасно беше уште тогаш дека што ни се нуди нас како алтернатива. Значи, сакам да кажам, она што се случи како резултат, еве ти кажаш, средна класа излезе на улици. Ете излегоа луѓе на улици. Кога нема, како се вика, критична интелектуална маса, што може нешто да направи откако потенцијално ќе се победи некоја револуција таква, тогаш само му отвораш простор на опортунистите да влезат кога ќе заврши таа шарената револуција и да си се наместат удобно да ги фатат рачките на власта и да направат она што го направи. Ова е интересна анализа. Значи буквално да ја срозат државата уште дупло повеќе. Тие што беа на барикади, требаше да си останат на барикади каде што им е местото, али немаше интелектуална елита која требаше тој простор кој им го возможи овие да го пополнат со точно така. Истиот проблем е сега. Да, истиот проблем е сега. Луѓе викат: вие ќе влегвате во парламентот, во институциите, ќе влегвате во Северџанистан. Ајде излеземе на улица да му покажеме. Значи најоптимистичкото сценарио за излегување на улица е дека ќе се направи некоја, како се вика, галама и на крајот ќе останеме со истите луѓе кои што некако ќе пробат сега да опортунистички да влезат. Ме разбирате, ние, значи мораме прво да го смениме начинот на кој што размислуваме ние, начинот на кој што, значи како да кажам, многу пати ово кажам. Жртви се луѓето на 4 годишна специјална војна. Значи мозоците му се каша попара направени. Немат појма на кој да му веруваат, на кој да му не веруваат. Излегуваме ние независни луѓе, да речеме никогаш порано не излезени и ни вадат 300 глупости. Ти си овој, ти си оне, ти си оне. Значи луѓето се толку, како да речам, толку имат изгубено доверба во се, што буквално она што се вика намаштенца дуват, што се вика. Тоа е параноја, е сериозна психичко расстройство, а кога е во вакви масовни размери, тогаш јас стварно не знам, освен со некоја дистопија да го споредам од некој научно-фантастичен црн филм, не знам кој. Стратегијата на движењето, специфично на движење Бойкотирам, беше упорно да се кажува вистината. Значи ние и на нашиот вебсајт, и на нашите YouTube канали. Значи ништо друго не правиме освен да кажуваме вистината. Вие баравте бойкотирање на референдум, бойкотирање на избори, а сега се залагате да влезете на председателски избори. Апсолутно без везе да се бойкотира избори без цензус. Еден човек да излези по изборна единица, ќе се освојат 120 пратеници. Значи нема смисла да се бойкотираат овие избори. Значи партиите, владачката и опозиционата сонуваат да бойкотираат луѓето. Дали успевате да ги обедините сите бойкотирам? Има доста крила. Нели? Значи, едно бойкотирам, друго некој ајва, некој измислени, некој подоблесни. Мене и стварно не сте единствени како бойкотирам. Се појавија многу приказната со бойкотираме како приказната со Македонија. Значи движење Бойкотирам излезе и рече: имаме ние некои луѓе од Бойкотирам во нашето движење и сакаме да си го користиме името движење Бойкотирам. Тоа не е наше име, тоа е име на народот. Народот бойкотираше. Сака некој друг да се вика Бойкотирам, нека се вика. Сака некој друг да се вика движење Бойкотирам, нека се вика. Ние си имаме Волк. И така ќе се разликуваме. Значи ние немаме проблем никој друг да се вика Бойкотирам. Али само што излеговме ние, како организирано... Дали успеавте да ги придобиете тие луѓе и личности за поддршка за оваа независна листа ваша? Значи ние буквално со сите разговаравме. Значи ние буквално отворено према сите настапивме. Како реагираат? Разговаравме со организации, разговаравме со помалите партии. Мислам дека не го разбираат концептот или не сакаат или не им одговара да го разберат, со тоа што мислеат дека партискиот или организациониот структурен модел по кој што функционираат им се изгуби во независниве листи. А ние едноставно им кажувавме: луѓе, нас ни се потребни личности. Значи не абстракцијата како движење Бойкотирам, МИР, партијата што се вика така и вака, него се потребни личностите кои што ги создале вашите организации да се истакнат со своите идеи во заедничкиот манифест кој што го имаме. Не можат да направат разликата. Они си велат: ама мојов председател да биде носител таму. Ќе видиме дали ова го разбираат и гледачите, после
првиот дел кога ќе направиме пауза, ќе ги отвориме телефоните, се согласувате? Да, Јас сум Да. секако. Оти и ја не знам како ве разбира, знаеш, можеби ќе биде добро да разговараме и со нив. Штом јас и Петар се најдовме, а по многу нешта имаме различни ставови, диаметрално спротивни. но за клучните работи заедничкиот став сме го бранели тоа жестоко пред луѓе кои што се и познати Вие на двајца сте јавноста. ко Фишер Спаски. Јас Фишер. Ти си Фишер. Да. И јас сум за Фишер. Фала многу. Значи, кога ние се најдовме, сега не да кажам дека сме до толку со различни идеологии, меѓутоа и во идеолошкиот пристап имаме сличности. Особено со картичката за данок, што имаше ти мојата идеја со современата технологија. Океј, ајде. Кога би се Независна гласало листа, за- ако добиете и успеете влезете. Значи, што се однесува до името, трите клучни постулати на вашата идеја, на вашите идеи за кои ќе се залагате. Кои се тие? Почитување на неуспешниот референдум од 30 септември 2018 година, што значи отфрлање на сите одлуки што произлегуваат или се ги толкуваат луѓето понатаму. Прогласување на сите одлуки или преиспитување, ајде да речеме, од 27 април 2017 година, кога беше оној срамен избор на Талјат Џафери во собрание. Од тој момент наваму ние немаме држава. И претходно имавме проблеми со државата. Меѓутоа на 27 април 2017 година ние имавме крахирање. Престана да важи секаков закон, секаков пропис. Потоа, имате вие доделување на мандат, тоа и неколку пати во вашата емисија, многу поумни од нас како Љубомир Цуцуловски тоа го имаат кажано, дека едноставно никаде во уставот не пишува дека треба да му се даде мандат на тој што бил втор. Ти благодарам, али не беше во мојата емисија, пошто Цуцуловски одбива да дојде кај мене во Се емисија. извинувам со меѓутоа, Како другарти Апасиев исто. Одбиваат да дојдат некои луѓе. Јас стално викам на луѓето, потпишете се но се за надевам мене за дека да не не се може. лучи што го спомнав тука за тоа што го ценам неговиот И ангажман. јас го ценам него, затоа и го канам, а тоа што не доаѓа е негово легитимно право. Покрај прогласувањето или преиспитувањето на сите одлуки, ама буквално на сите од 27 април наваму, затоа што ако имаме ние нелегален председател на собрание, Добро? прашањето која одлука понатаму би била легална. Ние имаме легални представници, меѓутоа секое негово подпишување, објавување во службен весник би го третирале како нелегално. Главната работа сепак е кај нас што ние немаме судство. Ние можеме да имаме и Не се лоши шири. партии. Трите постулати каже ги пак ќе шири. Тоа е темелна проверка на судиите, нивната работа, нивната имотна состојба и нивните политички врски кои што ги имале. Петар, Има и други, меѓутоа овие се има една работа и на што обвинителите, значи не само на судиите, и на обвинителите. Сите оние кои што се влезени во правосудниот систем, кои што на ниту еден начин не изреагираа до сега, а доколку се јавеа барем двајца или тројца од нив, ние немаше да се мачиме вака. лани ова време негдека дадов за една британска документарна екипа, правеше документарец и дојде мене ме одбрале, као нешто ме гуглале, као популарен сум бил, дали би сакали, да, вика што е проблемот? Они беа со некоја идеја за идентитетот на Балканот. Ја ќе гледам, викам, деца бе, шо, а 21-2 години британска документарна за Amazon Prime, сега у април ќе излезе. Вика, и постои ли е, демек, некаков идентитет на Балканот? Викам, не знам како ви ги измешал лончињата. И ја им реков, викам, тогаш, не е проблем ни име, ни презиме во Македонија. Проблем е во Македонија недостаток, правниот систем е срозан. Затоа што имаш срозан правен систем, од тоа произлегуваат сите други. Дали е име, дали е устав, дали е економија, што сак, чим ти немаш правен систем, чим ти уставен суд не ти функционира, тогаш ти донесуваш одлуки кои се нелегитимни, неважечки, некоректни, понижувачки и секакви. Значи, сето. И сега, мојата идеја е, Петар, дека ние немаме капацитет, бидејќи ако од негде треба да почнат реформите, не треба да почнат у парламент, у влада или у судство. Ама бидејќи убеден сум дека ние не можеме да имаме судство, сега веќе муабет не е ни, нели, не е ни веќе интервју. Моето убедување е дека
нам единствено може, иако сме земја која знае да корумпира било кој странец, дека нам Обединети нации треба да ни испрати една екипа вака со плави шлемови од суди, кои она ќе ги плаќа, контролира и така натаму, кои ќе дојдат овдека и они да го раководат 3 години мандат да го раководат специјално судство, СС бригади. Има луѓе во Македонија. СС бригади специјално. Имаме луѓе. Да. Извини, јас за 30 години не сум видел. Да. Значи, не може ова е, извини, Игор, ова е реторика. Јас сум 20 години у оваа емисија и сум видел демагози, ова ќе направиле, она ќе направиле, у телевизијава гробот на Александар ќе го нашле за 2 месеца и така натаму и така натаму. Што све не сум се наслушал. Начинот на кој што се бираат судиите и зошто квалитетните судии не доаѓаат. Ама не можеме да го воспоставиме тој систем, од старт се корумпира. Петар ме интересира. Што може радикално да се направи за да почне да се ресетира? Не можеш да го ресетираш, не можеш да го исклучиш систем. Ама каде, кој ќе го донесе бе тој? Кој тоа вие? Македонците мораме да се разбудиме, Јанко. Значи не може прашувам, ајде да го чујам него. Мен баш ми интересира. Не може да чекаме некој од надвор да ги заврши нашите работи. Ти збориш со срце, он со ум. Моето мислење сега е, луѓе, значи државата ојде у кукуруз. Значи, прво што треба да се врати е нормалност во државата. Значи, ние може да збораме како ќе го решиме судскиот систем. Ама сето тоа го знаеме. Како ќе ја крениме? Значи, буквално, многу просто. Со еднострано непочитување на договорите. Не ми важи мене тоа поќе. Апсолутно. Затоа што од старт се нелегално донесени. Буквално. Ќе си се однесуваме во собранието како да не биле ни донесени. Апсолутно. И ќе бараме од другите, и да сме еден или двајца или тројца, значи ќе бараме од сите други тоа да го прават. Значи треба да му е јасно и значи јас сум многу алергичен на да ни пуштат од Обединети нации, не знам ова она. Ја немам доверба у нашите луѓе, тоа си имаат работа, нека си бркат работа. Добро. Значи ние да се зафатиме, проблемот во Македонија е дека ние чекаме некој однадвор да ни дај некој памет, однадвор да ни дај. Не. Вервај дека тоа е проблемот. Вервај. Значи ние копираме. Ама немаме доверба више у наши луѓе. Кој бе? Кој судија еве, спомни ми, напишете ми, макар до крај на емисијата, имиња, да. Кој би го дале судството и за кој со крв ќе потпишете на крај дека нема да се искорумпираат и ќе го направат тоа што треба. Значи затоа што нам ни требаат 10 уставни судии во кои ние ќе ни бидат тоа нашето божество, кој ќе почнат да го ресетираат системот. Затоа што викаш, нема да ги почитуваме. Ама што ако ти лично не ги почитуваш кога се спроведуваат? Ама кога уставниот суд ќе рече одлуките се неуставни, тие, а тој суд има добар имун систем на странци, на амбасади, на ова она, туку работи по слово на законот. Изволте, напиши ми ги кај тие. Ама не работи уставниот суд по слово на законот. Ама јас знам дека не работи, зашто ми кажувате топла вода дека е топла, знам. Ја немам доверба кој тоа може да го направи. Ја немам надеж. Јас затоа рипам и викам овдека. Затоа што сакаме да направиме галама, Јанко, и сакаме луѓето да си го кажат тоа и да дојдеме. Зошто ти рескам? Што ти реков? Додека масава не е искршета од лупање. Петар има кажано една многу убава работа во нашето дружење што јас ја користам стално. Вика, не сум јас умен, општеството е умно. Што значи дека ние сакаме да предизвикаме гласност на луѓето. Луѓето да не треба ќутат. Да се изради управо си. Значи они мора да сите ние мораме да кажуваме што сакаме. Ние заборавивме да сакаме. Заборавивме да имаме желби. Ние мораме да кажеме вака сакам да ми биде средено малото, вака сакам да ми биде средена околината, ваков систем сакав да имам судски. Сакам јас да ги бирам судиите. А Петар е управо, ние стварно све чекаме некој друг да ни ја заврши таа работа. И сега и во НАТО ќе Македонија не среди, ЕУ ќе не среди, русите ќе не средат, американците ќе не средат. Еве Меркел ќе не средала, овие ќе не среда, само што не сме го добиле датумот, еве уште малце. Знаеш како, имаше еден гости... гости... се откажуваме од појќе и појќе за тој митски спасител што само што не влегол низ вратата. Ама што ми кажеш, не е ова нов наратив? Значи во бивша Југославија како вика? Вика, социјализмов знаеме дека има мани, ама стрпете се уште малце, ќе дојде комунизмот, све ќе биде идеално. И сега одеднаш, се смени, веше не е комунизмот, не е Белград, еве сега ќе влеземе во НАТО и Европската Унија, све ќе се среди.
И сега имаме едни, не, само Русија ќе не спаси, Кина ќе не спаси, Индија ќе не спаси, Америка ќе не спаси и стварно ние чекаме некој ќе не спаси. Ало, а ние што правиме? Па ете, овие неколку души на собствена штета се зафатија и сега не вака. По емисии по Facebook се карат со секој секој. Прва емисија ни ова. Значи значи и само сакам да кажам. Не издавај. Значи вака, фундаментален ни е проблемот нас. Фундаментален ни е проблемот. Проблемот нас ни е сега дека значи луѓето не ги сваќат своите представници и луѓето вработени во државниот апарат како нивни службеници. Значи тие не сваќат дека тие му ја плаќаат нивната плата. Значи наш човек македонец кој ќе влези негде на шалтер се чипчи да не ми викни овој чајак. Ние уште не го разбираме концептот што го има на американските коли на полицијата to serve and to protect. Да. Значи стално она што го велам јас, на сите што му го велам. Кога се работи со било каква институција на државата, мора човек да ја бара услугата што ја заслужува. Значи ти мораш да си побараш добра услуга. Значи не можеш ти да одиш да речеме некаде во некоја служба на државата, да добиеш лоша услуга и сега ти, знаеш како ние сите си ги сакаме приказните жртва на администрацијата бе. Вие, што ми рече тој на шалтеров, вамте онамте. А работата е, значи треба да побараш услуга, да речиш, еј, ти си овде ставен за сега да ми завршиш работа. Значи еве ти што треба. Ако ти речи не знам оди ваму таму, ќе речиш кај треба да се оди, молим те стани оди. Игор, кај нас партиите главни се убедени и од моето искуство, и тоа е нивниот став, дека не можеш да добиеш власт во Македонија ако нема шамин од меѓународно. Главен суверен во државата, во било која држава е народот. Доколку народот, секој поединец свати дека голема моќ има во себе и доколку си даде доверба на блискиот што го има до себе, народот ќе победи. Доколку истите тие луѓе чекаат од надвор некој друг да им ја заврши работата, дали е тоа Петар, Игор или Јанко, ние како народ нема да успееме. Значи, народот подразбира дека тргнува секој човек од себе и дека промената, колку и да е тоа фраза, тргнува на вистина од себе. Доколку ние идеме со тоа дека партиите се тие кои што обезбедуваат се, а партиите гледаме дека сепак слабо стојат, секојдневно идеме на улица и шетаме помеѓу луѓето, ги критикуваат едните и другите, ја немам случнато ниту една позитивна мисла, ниту за СДСМ, ниту за ВМРО. А се чудам зашто тогаш луѓево не се сплотуваат околу одредена идеја која што ете можеби е непрепознатлива сега во јавноста. Недоверба, Игор. Недоверба. Дури ти го кажа, многу пати биле нема изгорени. доверба, јас се согласувам. Да. Зошто да има доверба у тебе? Затоа што ние сме секојдневни луѓе. Затоа што не сме восстановени. Затоа што ние сме до нив тук. И ти не му викаш има и доверба во мене. Да, ама тоа вечерва го кажеш, он треба да го почувствува. Добро, нема јас да бидам. Еве јас напишав еден Facebook статус. Океј, ако немаш доверба во мене, тогаш напиши ја ти гаранцијата кон која што јас би се обврзал и јас веднаш ќе ја спроведам. Или обратно. Во првиот момент, ако бидам избран за пратеник, ако ти мислиш дека некој позади мене е подобар, или ако мислиш дека моето откажување од пратеничката функција ќе предизвика криза во оваа трула држава, затоа што ја мислам само преку предизвикување на криза во трула држава можеме да постигнеме нешто, во тој случај ќе се откажам и од тој пратенички мандат. Би било убаво да се прошара со луѓе како вас парламентот, дури и да сте само да ги тролате, што се вика како на Facebook, што ги тролате, да ги тролате големиве. Петар, да се вратиме на ова. Со последнава шарена револуција се доби впечаток дека само со поддршка на меѓународна, бидејќи не добија доволен број гласови, со голем притисок, со огромни пари од Сорос, од USAID и така натаму, се направи тој преврат во Македонија. И народот не може ништо да го разувери дека ако има шамин ти од меѓународна, можеш да ја добиеш власта. Во тоа веруваат и самите политичари од двете партии. Апсолутно, мислам, таа реалната состојба на теренот. Ама, значи, јас само сакам да кажам и да се надоврзам ново Игор што го велеше за дека, значи, луѓето мислат, луѓето имаат некој став, што можам јас еден човек да направам. Значи, буквално единственото нешто што човек може да направи да речи јас одам до тука и не потаму.
Значи тврдоглавост. Ако нешто имаме ние македонците, барем тврдоглавост имаме. Да се разбериме. Сад дали ако го користиме за корисни работи не е битно, ама ја имаме таа, како се вика, особина. Значи јас сум цврсто убеден дека и сакав да кажем претходно дека мора прво индивидуалецот, човекот да се ослободи од стравот дека некако некој друг му го контролира животот. Не дали е партијата, дали е државата, ме разбирате? Значи не знам ова како попластично да го кажам. Значи индивидуалецот да се почувствува дека сите сервиси на државата постојат за тој да може да си заврши работа, а не обратно. Ме разбирате? Значи не знам како ова нај нема поедноставно да од го ова. кажам. Појасно е, доволно е. Колку и да е тешко, мора да се ослободи од сеирлукот што го има во себе, од апатичноста што ја носи и да се ослободи од партиските стеги. Значи, ние сите сакаме да тераме сеир, меѓутоа мораме да се ослободиме од тоа. Не зборам само ние како Петар и Игор. Не само тоа. Еве смислив начин да се каже. Ајде. Значи, Биди по-хардкор буквално на секој човек, значи буквално секој човек која ќе види несовесно изработено, лош однос, како се вика, непрофесионалност. Значи тој не треба да си речи, абе, види, тука живееме се, толку можам да очекувам. Наместо таков одговор, неговиот одговор треба да биде вака. Мене ми должиш ти ваква услуга. Мене ми должиш поарна услуга ти од ова. И буквално да се бара услуга, перформанс, професионалност, што мислите дека ќе ја добиете ако се иселите во Швајцарија или во Америка. Во Америка нема магична состојка во водата што ги терат, речи го, луѓето во институциите да си ја бркат работата. Секој последен американец кој ќе влезе низ вратата бара услуга. Бара услуга на ниво, на време и како што треба. И ако не ја добие, галама крева, значи буквално се бунтува, го се вика бунтува. шефот, пишува Точно жалби, објавува кај може да стигне сега, фала Богу, Twitter, Facebook, YouTube и така натаму. Значи овој муабет, остај го овој наше. Не тако И ке нас го има тоа, на Facebook ќе си кажат луѓето и ќе го опцујат службеникот. Меѓутоа реално ништо не се случува на терен. Реално лошиот службеник се останува лош службеник. Да. Мене ми се има случајно сега кога ги работевме листите. Случајно 15 минути не бил на работа, доаѓа човек да се попише, ми се јавува, го барам и после тоа дури јас се испаѓам виновен зашто сум му се јавил да го потсетам дека би било пожелно да биде на тоа работно место. Не, јаве ти пример. Ние сите сакаме Не дека ќе нагрнеле луѓето да го стават својот подпис. Меѓутоа, со самата храброст ја има службеникот да каже: "Абе, не ме зезај." Значи ние веќе тој сигурно и претходно имал слични ситуации кога Ние многу сакаме да си бирократија, значи, вака, ние збориме сакаме за да си филмот кажуваме Бразил. Значи ние многу сакаме да си кажуваме вакви приказни, хорор приказни Да, од шалтерите. да, сите ги имаме. Ама џабе ја кажуваш приказната од кој си заминал од шалтерот. Во тој момент требаше да му речиш: "Ти слушај, ова е твојата работа. Треба да извршиш. Јас сум граѓанин и треба да ми излезеш тоа во е пријавено, меѓутоа Не пријавено. Значи сакам да кажам, ефикасна треба да администрација, се- ефикасна администрација, професионална услуга се гради со секоја интеракција на секој индивидуалец со секој друг човек. И тоа што се го кажа прави. преска, што Не ти може се да прави дојде во- некој да направи систем на правила кои што сите луѓе ќе ги почитуваат и некако магично ќе се оправат. Не. Добиваш услугата што ја бараш, а не услугата што мислиш дека ти следува. И токму Ме оно што разбирате? ни фали во собранието, да имаме личности, да имаме луѓе индивидуалци. Затоа што било која промена не трга од некоја абстракција, тргнува од личност. Партијата може да ја кажеме абстракција, можеме да ги наречеме како машина која што има роботи кои што само дигаат рака, но било која промена, доколку и тоа е искуствено, мислам дека е така, можат луѓето сами да се испитаат, доаѓа секогаш од еден човек. Не значи дека тој ќе биде најзаслужен. Ама тој еден човек може да биде секој македонец кој што се препознава во Петар, во Јанко, во Игор. Најголемата трагедија е која ќе ми се јават нема кој да го поведе народот. Самиот е водач, нема водач. Самата историја покажала во Прилеп кога пририпале ограда да крадат пушки, Кој бил човек? 17 Така. души биле. кој бил човекот? Да. Не ги знаеме. Не ги не знаеме. Да. Така? 9 некои викаат 17 биле. Така? Не е битно. Значи, тоа е тоа.
903-та кога се дигнало и Линденско востание, тоа требало да биде сеопшто македонско. Па само у Кршево се кренало. И на други места имало, но добро. Види, тоа никогаш не било сите тие Тоа е работи. трагедијата наша. Ама тоа никогаш не биле стотици Тоа е- илјади луѓе. Стално било јадро на луѓе кои што викат јас до тука и поќе не. Така е. Значи буквално тоа ни фали нас малце цврстина. Луѓето мислам дека кога ќе видат дека реално ако Неќе да се жртвува. не да се жртвуваат, ама тоа е тигар од хартија, човече. Не, Значи тоа е само доста што ќе интересно. застаниш ти, Знаете како? Мене кога го смени името, и луѓе ми се јавуваа и плачеа по телефон, и до болка, и ово, она, ваму, таму. Интересна работа, ама никој не се радикализираше. Знаеш ли кој е единствен кај мене у емисија, што единствен го рекол тоа, иако е демагошки, али го изговорил. Никој не го изговорил, ниеден патриот ја не сум чул, онака заљубен у Македонија. Милчен пред 10 години кај мене во емисија, да. Леле, не. Ќе идел во планина? Не, Владимир моlim te. кај мене во емисија е кажано. Да. И викам, што ќе правите? Вика, не треба да се смени името. Што ќе правите ако се смени името? Ќе земам пушка и ќе идам И во кај е планина. сега шита кученца? Не, знаеш што? Ама и него го почитувам повеќе заради изјавата, оти он бар го изјави. Ако лажал. Ниеден не изјави, еве ги оставав ја отворени телефони. Еден не рече, идам, гинам за Македонија. Јанко, ние имаме институционална окупација. Значи, Тоа ние нема ги веза, ама немаме домашна окупација. Ама тоа е домашна окупација, затоа што ние сме представени преку институциите кои што не ја вршат работата на народот. Кој го спречува народот да излезе на улица и да се бунтува? И за да се кучињата, бунтува. кога имаше протест за правата на кучињата, имаше преку 2000 на протестот за името, имаше Милион луѓе да излезат, нема сврха на Ако не се канализира енергијата Да. преку институциите, ништо не правиме. Значи не мора преку институциите, она што го реков. Значи може да се направи утре револуција. Ама револуцијата само ги замешува работите и кога ќе заврши, значи остануваат животинско царство. најголемите опортунисти влегват. Орвел. Значи во Македонија не ни фалат усијани глаи за да излезат и да Да направат се само некоја белја. запалат или така. нешто. Значи нас во Македонија ни фалат луѓе кои што тоа се вика не знам како да го кажам сега на македонски, thought leader на англиски се вика. Значи некој што формира мисла, некоја што не е само ајде искршиме нешто, туку оди малце гледа неколку чекори понапред. Значи ние во Македонија проблемот е дека сите ние реагираме импулсивно. Што се деси денес? Нов скандал? Леле ха. Се заборави 3 дена. 2 дена. Да. 3 дена све трае. Значи тоа е 3 дена. Значи значи тоа е реакција Дали сушна приметите реакција. дека, Нема никаков например, план. дуелот кога беше помеѓу двајцата лидери, што бе, кој кого заебал, кој кого спопикал, Нисам кој бил. ова? Значи, Ќе го гледаме заедно на каналот на Бойкотирам. Ја не би го гледал, не ни сакам да го гледам, Јас не ќе ме го гледам интересира. заедно. значи немавме например Небитни се тотално. народов, викам, добро, ја се прашувам, ми стои овде колумната, неќам да ја напишам на тема. Како бе не ви интересира? Како ќе го решиме идентитетскиот проблем? Како ќе го решиме економскиот проблем? Вие се фаќате кој кого спопикал. Тоа е сирџиство. Тоа е убаво рече. Ние као народ не се бавиме со суштина да излече, ние со сеир. никакви снимки не ме Јанко убаво интересираат, му човек. кажа на Петар, Петар гледа што му го одржа лекција, го избриша патос. И што со тоа? Не се излекува суштината, не ни сакаат. Ма ни 3 дена не трае тоа. Ја ти викам, направи скандал, искрши ја маса. 3 дена и ќе се забори. Јанко, Ни слободата фали значи и стратегија, одговорност. план. И на луѓето, ако им се каже, слушај, јас доаѓам, не тебе да те ослободам, туку ти нудам ти сам да се ослободиш, да го кажеш тоа што го сакаш и да го направиш тоа што го мислиш, тој мора да биде одговорен за тоа што ќе го прави. А ако не е одговорен, а не сака да биде одговорен, Човек, тогаш луѓето не икат одговорност. Не сака, за жал. Одговорност е Не. опасна работа, да се разбере. Џордан Питерсон. Апсолутно. Ама Петар, Основното правило што ти вика? Ама ние Зошто го повикуваме- мрази цел либерален свет го мразат оние шарени не? Затоа што основна работа.
Ека, ќе застанеш и ќе земеш одговорност. Така е. Така е. Никој во Македонија не презема одговорност. Сите и оние најдолни што највише страдаат и оние што се најгоре, што се најповластени. Никој не презема одговорност за сопствено. Дали заслужуваме ние да бидеме дали заслужуваме да бидеме македонци? Ако ние ако ние идеме во кафана, пееме песни, фрламе ние знамиња, што ако ние тажиме на песната? Што ако ми го пееш Јонче Христос и што имам јас со тоа? Што имаме ние како достоинство со тоа? Ништо. Тоа не ми стои на таблата на школото, во учебникот на децата или во работното место. Ништо не ми мене. Најрасипаната подвала е она по дома викај се како што сакаш. Не, тоа е. Значи тоа е најрасипаната подвала. Затоа што значи тоа е мислам како ти кажеш. Јас сакам во Обединените нации да им кажам викајме македонец од Македонија. Не можам јас да викам, поради некое правило таму, јас ја наведнам главата и веќе ќе се плашам да не ме нападнат овие. Не, тие не ни знаат каков став имаме ние. Преку нашите представници од институциите, ние не сме го искажале македонскиот став никаде. Една поинта дали може да направам само кратко. Значи, проблемот во Македонија, гледајќи однадвор, е дека ако седиш во Швајцарија и гледаш што се случува во Македонија, однадвор нема никаков начин да видиш дека нешто чудно се случува во Македонија. Однадвор изгледа, овие си направија парламент, си имаа референдум, 90% гласаја за. Значи никој не навлегва во анализа. Браво. Значи, си избраја власт, си имат опозиција, опозицијата работи на економски прашања и сега ти баш е таква перцепцијата. Во Швајцарија и си викаш, овие и ќе дојде странецот и ти се тресеш и он те гледа чудо. Сами се преименува овие. Тоа го сакаја луѓето. Да. Причината за тоа е затоа што значи систематски се работи во Македонија и ние се обидуваме сега да собериме потписи за независна листа. Значи апсолутно 300 обструкции имаме. Значи имаме секојдневни. Значи буквално имаме новинари имаме кои што одделват од својот ден за да објавуваат глупости, буквални глупости за луѓе на нашата листа. Значи тоа е смешна работа. Смешна работа е. Но тоа покажува дека ги фаќа нервоза, дека треба да ве омаловажат и дека веќе проблем стануваат. Што мислиш ти? Треба да ти импонира тоа или не ме интересира толку да легвам да го анализирам. Значи да. Ја повеќе го гледам како навивачки пристап што имаат. Јас бев искрено разочаран од некои луѓе кои што на пример мислат дека се сериозни новинари. И сега тие да се занимаваат со вакви долни подвали како овој беше сликан со Бејли, мислам. Петар, дали веќе можеш да ја перцепираме ситуацијата на синдромот Ванковска? Ванковска кога сакаше да се кандидира како против кандидат на Иванов за вториот мандат, доби околу 10-15 илјади луѓе на Фејсбук и дадоа поддршка. Тргна жената кутра сама да собира подписи, не успеа да собере доволен подписи за да стане на кандидат. Дали го чувствуваш ти истото тоа дека едноставно на виртуелните мрежи на овака супер сте напред ово она во реален живот ги нема, не доаѓаат, не даваат подписи, пасифизмот, едноставно само да се издува на социјална мрежа, да се изнајаде буреки, после реално што викаш после страницот се чуди викаш што вие вас. Не, јас имам друго мислење. Јас мислам дека социјалните мрежи продират многу подалеку од кога што мислиме дека продират. Значи може како се вика убавата работа со социјалните мрежи е дека тоа стои те чека. Кога што ќе имаш време ти ќе си се логираш и ќе си го прочиташ. Така, значи и навистина мислам дека онај проблем порано што го имаше дека да речеме не допира до сите луѓе, мислам дека тоа во минатите неколку години и тоа се промени. Јас знам дека на пример, не знам, моите родители и постари роднини, сите како се знаат што Facebook. Сега младите бегаат од Facebook. Значи сега буквално, сега младите апсолутно, јас имам млади деца. Не користат Facebook. Тие ми се смеат дека сум на Facebook. Значи они се WhatsApp, Instagram. Не ни знам што е сега најновата кул работа. Значи, јас мислам дека може да се допре до луѓето. Ама проблемот е друго. Проблемот е кога ти веќе ќе излезеш од дома и кога ќе почнеш, ќе ме види комшијата,
ќе ме види, не знам, овој. Значи треба некако да може човек тоа да го надмини. Што е тоа? Малограѓанштина, малодушност? Не е малограѓанштина. Мислам, не му се љутам аз на никој човек. Значи секој човек си ја бори состојаната борба. Значи не можам аз да му се љутам на некој зошто ти најде да подпис. Негова, значи тој си има свој живот, своји проблеми. Јас можам само да му речам, ако сакаш ова нешто да го поддржиш, да речеме ние на собствена штета сме се зафатиле да го правиме, излези поддржи го. Значи ако ти не можеш, ако немаш услови, значи нема сврка да се притиска човек. Значи пак ќе кажам, аз нема знам борбата на некој човек. Али сакам да кажам дека многу е важно секој за себе да го надмини тој страв. И пак ќе кажам, тигар од хартија е тоа. Значи само што ќе му застаниш малце, нешто како на малските си леџи. Малце ако му се вратиш и престанува како се вика работа. Дури ја прифаќаш силеџиството, тој уште појќе се зголем, уште појќе се зголем. Врати му моментот кој ќе застанеш и кој ќе видиш овој лудило малце во очите има новој и готово. Ме разбира. Ќе направиме кратка пауза, после тоа ќе продолжиме со телефоните отворени и уште еднаш да го повториме повикот за подписи за независната листа. Ја стварно многу ме интересира како ќе реагира јавноста за сево ова. Режија, одиме со кратка пауза, веднаш потоа се враќаме со телефоните. Почитувани гледачи, повторно во студиото на Јаде Бурек во телевизија Сонце, гости вечерва се Игор Цветковски и Петар Котевски, како представници на независната листа, која се надеваме дека ќе се појави на наредните избори, како алтернатива на она жабокречина која имаме во нашиот политички живот како избор. Еве ви, ако мислите дека може, треба, ни треба вакво нешто, дајте го својот глас поточно, за да може да ги видиме на листите на изборите, потребно е да отидете и да дадете подпис. Каде треба да дадат подпис и каде да отидат? Вие ќе бидете, вашата листа ќе се појави во 3 изборни единици. Тоа е во изборната единица 1, во изборната единица 2 и во изборната единица 5. Изборната единица 1 ги опфаќа општините Аеродром, Центар, Карпош, Кисела вода, Студеничани, Сопиште, Македонски Брод. Сега, луѓето од изборната единица 1 од Аеродром и од Центар даваат подписи во општина Центар, во барака 1, соба на Државна изборна комисија, тоа е лево од влезот. Значи, за Скопје, во општина Центар, барака 1. Барака 1, да. Добро. Лево од влезот е собичката каде што треба да се даде подпис. Во општина Центар даваат луѓето од општина Аеродром и од општина Центар, затоа што во општина Аеродром не е отворено подрачно деление или месна канцеларија. Добро. И тука малку да се пожалиме за кога се собирале подписи за да им објасниме на гледачиве каде да во општина Кисела вода, мотивирале некого. Во општина Кисела вода. Добро, Кисела вода. Спроти во општинските бараки, спроти барака 3. Таму општински бараки спроти барака 3. И тука е влезот исто така од лева страна, пишува подрачно оделение на Државна изборна комисија. Во општина Кисела вода даваат и оние од што ево дека во барака 1 што треба да пишува, каде да отидат, што е тоа? Подрачна единица на истото место на Државната изборна комисија. Државна изборна комисија. Државна изборна комисија. Добро. Некаде има и стрелки каде што пишува општинска изборна комисија, па они можат да се движат и по тие стрелки каде што пишува општинска изборна комисија. Краток биди со народ за објаснување. Само најкратки објаснувања, верувај. Сакам да ви помогнам за тоа. Во Козле, на улица Стрезова, број 7, тоа е една барака што се наоѓа помеѓу угостителско средно и германската амбасада. Многу лесни за наоѓање се овие местата. Па, тоа е. Гледам очекувале доста директна демократија. Значи, по едни скалички, по едни скалички се движиш нагоре, ако идеш од улица Стрезова, да дојдеш до
местото каде што во Козле треба да се гласа, да се става подпис, а таму даваат подпис луѓето од општина Ѓорче Петров, од општина Карпош и од општина Сарај. Комплицирано веќе, А, Во петка полесно. чекајте на друго место во општина Чаир исто така се дава подпис за изборна единица 1, меѓутоа таму се дава и за изборна единица 2. Исто и во Козле се дава за изборна единица 2. Не, многу ја едва и те следам. Да. Ама Значи, така кажи, во Чаир, каде? Во Чаир, во општината Чаир, во зградата на општината Чаир, во собата на поранешно социјално, пишува подрачно оделение на Државна изборна комисија. Тоа е од влезот. Не, толку. Добро. Толку. Друго, Во општина Газибаба, општина Газибаба, барака 1, соба Барака број 1. 7. Луѓето од општина Газибаба даваат број подпис таму. 7. Да. Така, кратко и Меѓутоа концизно. во општина Чаир мора да се каже дека даваат подписи не само луѓето од општина Чаир, туку и луѓето од општина Бутел, од општина Чучер Сандево и од општина Шуто Оризари. Готово, Игор. Тоа е за единица. И За во единица. Куманово, не, и за двојка сега ти ги кажав. За тоа што се поклопуваат, Јанко. Добро. Не е тоа до нас. Ама, За џабе- жал, Пријателе, како не ја разбираш психологијата на гледачот. Значи, кога реченицата содржи повеќе од 5 зборови, веќе замаглува информацијата. Во општина- Ти си фокусиран, ама ретко се гледачите. Тоа сакам да ти Најубо кажам. на Најубо на Facebook Facebook, страната на Движење Facebook страната, Бојкотирам, да, Е, ги така. има сите ги места. има сите инструкции. Ако сакате да гласате, Чија Facebook страна е тоа? Движење И Бојкотирам. Движење Бојкотирам. И на мојата Facebook страна може да се најдат местата каде што може Петарка да и го тебе, дадат подписот. твоја изборна? Значи во петка е малце полесно. Значи се собираат подписи во Битола, во Ресен, во Охрид, во Струга, во Дебар, во Кичево, во Крушево и во Демирхисар. И во Маврово Ростуше. Во Маврово Ростуше не, пошто Не? да, значи Со не успеавме да поднесеме заради техникалија таму. Еве сега ќе кажам, во Битола се поднесваат подписи. Значи, Во- ова е страната на Движење Бојкотирам, Да. каде што овдека во понатамошните, знаеш што, не е лошо, еве гледам што сте имале проблеми и ово, она и така натаму и така натаму. ги има сите места таму, така? Да. Значи, ако скролнеш малку надолу, има инструкции. Има инструкции. Ставете ги повторно Да, еве, например, тоа сликата е за Охрид. Тоа е во општина Охрид. Така. Значи, На едно место ставете ги за да им биде по да, е само кратко да кажам, во Битола, во Матично се влегува. Таму има 2 шалтери. таму Значи- опасно матично, прстење наред. Значи, бесплатно е апсолутно подпишувањето, треба само лична карта и 2 минути. Буквално. Се влегува. Тој образец се пополнува? Не, само се пополнува службеникот, само ти дава да подпишеш. Буквално одиш до шалтерот и викаш сакам да се подпишам за независна листа на Петар Котевски и ќе ти дават список и само се подпишеш и толку. Значи Во буквално Кец 2 треба да минути каже работа. Емилија Гелева, за Емилија Гелева, во двојка за Игор Игор Цветковски. Доволно е да каже само за независните кандидати, па дури да не го знае името, они само едни листи се, нашите Так, листи се таму. Во петка има 2, значи го листи, имаме и конкуренти. Само една таму. листа? Имате уште една. Имаме Која? и И конкуренти. тоа да кажеме Кои дека се конкуренти? Мене други луѓе, мислам, не може не да е се битно. подпишуваат, еден човек може да се подпише за колку сака листи. Значи нека депонира ако сака и за двете листи, не. Значи во Битола или во Петка каде што има 2 листи, може да даде подршка и за Петар Котевски, може да даде подршка и за другата листа. Добро. Ги отворам телефоните. Режија, може да ги ставите телефоните за јавување на гледачите. Навистина, знаеш како, ова вашето е некако ми наликува на Дон Кихотовска борба со ветерници. Веќе немам практични примери со кои можам да мора човек да се повика на работите Ме кои бенди ги се таа знае. споредба. Оти Дон Кихот е приказна за триумфот на човечкиот дух. Така. Да се разбериме. И сега ние, ако мислам, тоа ние го тераме. Значи тоа сакаме да го Ама разбудиме. борба со ветерници. Значи не е битно тој што верувал, битно е дека верувал. Тоа е исто како идентитетот. Значи не мора ние да го црпиме идентитетот од не знам генетска сличност со Александар Македонски. Јас сум брат македонец затоа што се македонци мајка ми и татко. И така ме научиле.
Сосема доволно И за нема да си го понатаму. браниш. Така Нема е. понатаму. Така е. И мене не ми треба ништо што било пред 15.000 години за да си го бранам Ке се како да ми расправа е не со бугарите, небитно. чија е која историја, човече. Така. Која што сакам, таа е моја и готово. Така. Рижи, ако имаме, може да ги вклучиме, можеш да ми даеш и на слушалка, уствари, во суштина треба да ја слушаат и гледачите и гостите, Петар Котевски и Игор Цветковски. Најжалната работа во целава жабокричина политичка Имаме гледач, се извинувам. Повелете. Добро вечер. Ало, добро вечер. Маја Трпковска на телефон. Не знам дали ме знаете. Вие водителот не знам, ама... Ја знаеме ме Маја знаат. Трпковска. Јас сум мајката на Пино, детето што беше грозоморно убиено у Македонија. Моје Јас сум сочувство, Бог да дел го од прости, се листата извинувам. број 1 со господјата Емилија Галева. Се јавувам да ви кажам дека јас од секогаш го имам поддржувано здружението, да речеме, бойкотирам. Лично немавме толку контакти. Во моментот кога ми предложива да бидам дел од нивната листа, што тражи правда во оваа наша прекрасна Република Македонија, одма реков да. Затоа што во Македонија имаме потреба од нови луѓе, од нови лица, затоа што ни се досади да гледаме дека еден мандат е еден, друг мандат е друг. Ќе заврши другиот, пак ќе се врати првиот. Македонија има потреба од нови луѓе, поштени луѓе, луѓе што не ги интересираат фотелја. Јас сум во листата број 1. Мене фотелја не ми интересира, мене ми интересира правда за Република Македонија. Затоа што овдека ние биднавме луѓе, граѓани, ако уште можеме се наречеме граѓани, што уште малку ќе не наречат, не дека ќе не наречат, веќе не нарекува стока, да не цитирам кој не нарече стока, ние имаме потреба да си го вратиме нашето македонско, нашето потекло, затоа што ние сме македонци. Не може да дозволиме да не командират луѓе што мислат само на фотели. Како што рече господинот, извинете, малку сум вознемирена, господинот од Битола. Котевски. Ние не сме овдека за фотели. Нарочито мене, Маја Трпковска, што го изгуби своето дете на најгаден, на најгрозоморен начин. Мене фотелија не ми интересира, мене ми интересира Македонија да бидне држава како што беше. Да се врати поштеноста. А не овдека, како што предеска збореше Игор, идеш на шалтер, те малтретираат, а јас за тој шалтер плаќам порези. Тој што седи позади шалтерот е платен од моите порези. Нас веќе не само на нас македонците, на сите веќе не можеме да издржиме. Да идеме све преку врски. Те боли стомак, идеш у болница, или врски, или парички од джеп. Идеш да извадиш документи, или врски, или парички. Јас ги поддржувам 200%, да не речам 110%, како што рече некој, да не цитирам некои луѓе што воопшто не сакам да им ги спомнам имињата. 200% во Македонија све функционира или паричка во джеп, или пријателства. Јави му се на тој ќе ти помогне, ама зошто бе? Јас плаќам порези за да имам здравство, да влезам во болница, да ме пречекат. Јас 27 години, извинете да се докажам, јас 27 години живеам во Италија. Затоа што сум мажена со италијанец. Мојата Македонија е на прво место, Италија е на второ место. Во Италија немам дадено едно бомбонче корупција на доктор или па на некој административец. Зошто ние Македонија, толку мала држава, што сме 1/3 од градот Рим, каде што јас живеам, да не можеме да бидеме подобро од Швајцарија.
Зашто ние, ако бидеме паметни, поштени, ние сега навистина ке блескавме. Цитирам господинот ЗЗ. Господиня Трпкова, ја уште еднаш ви изразувам, се извинувам, ви изразувам сочувство, Бог да го прости. Ви благодарам што ни направивте чест и се јавивте во емисијата. Сигурно ова ќе одекне многу посилно. Благодарам уште еднаш. Одиме веднаш со следниот гледаш. Мислам дека нема што да се коментира низиното јавување. Одиме со следниот гледаш. Добро, немаме во моментов никакво јавување. Можеме само да детектираме дека луѓето... Аз се извинувам. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Ја поддржувам, да речем, оваа практика што ја имате вие како студио, да му дајте на тие што го е забрането да ја излезе во јавноста, да ги видиме и другите алтернативи на нашава земјичка, која што... И како ви се чинат момциве, како ви се чини нивната приказна? Пожртуване се дечките, јас да ви кажам, секој ме чест некој, да кажам, луѓе кои што мислам дека има доволно видено, пропатено во живото и знаат што треба да се направи. Ќе им дадете подпис? Им честитам на нивната упорност и на нивната обмисленост со една забелешка дека вистински не треба да ги обесхрабрува, да речем, некој кој што ќе им кажува дека некој треба друг да му ја заврши работата, оние што ги, да речем, декуражира да не биде толку упорни, али јас мислам дека луѓето се од Бога донесени и мислам дека Бог е со нас, оти ние сме на библиска земја, од нас почнува, да речем, на некој начин и Бог во Библијата. Ние не сме криви, некој друг е пишувал тоа, не го пишавме. Да ве прашам практично, дали ќе им дадете подпис? Јас би сакал да му им давам, лично, зато се јавив, дали во Прилеп има таква, да речем, можно да се јавиме, да речем, да... Прилеп е во изборна единица 4. Немаме таму листа, ама ве покануваме, значи Прилепчанец, земјак, сигурно имаш роднини, пријатели во Битола, јави се и охрабри ги да ни дадат подпис. Еве преку твоево јавно... Или во Охрид, или во Ресен, било каде. Значи, мала е Македонија, сите имаме роднини на секаде. Ако некој од изборните единици, каде што немаме листи, сака да не поддржи, најдобриот начин тоа да го направи е да стапи во контакт со неговите роднини, пријатели во... Значи, во Прилеп нема, мора би тоа да се види, така? Не можеш ни вие како Прилепчанец не можете, затоа што гласате во друга изборна единица. Да. Но ако имате некој близок пријател или роднина кој е во таа изборна единица, а тоа е изборна единица број 5, да лобирате за нив. Ако живее човекот во Битола, во Охрид, во Ресен, во Струга, во Дејбар, во Кичево, Дали се разбравме? Мене ми е само жал што немаме шанси ние од Прилеп да дајме, да речем, таква поддршка. И нас ни е многу жал, значи ние сакавме да имаме листи за сите изборни Знаеш единици. како ме поделиле? Зошто Прилеп и Битола, кој се нешто се вика воопшто врата до врата? Не, значи сакав само да кажам дека ние сакавме да имаме изборни листи за сите изборни единици, ама значи многу тешко одеше формирањето воопшто на овие изборни листи. Да, логистиката нема кој да ја покрие. Не само тоа, значи Дури имавме и луѓе, меѓутоа во последен момент од разни причини се откажуваа, меѓу другото и поради притисоците кои што ги трпеа. Јанко, воопшто не мислевме дека ќе има такви притисоци и дека ќе се занимаваме со работи со кои што ни на крај памет не ни беа. Знаевме дека ќе има некаков си вид на... А тоа се работи против кои не можете да се борите едноставно. Да. Така, апсолутно можеме. Така, ние... Тоа е волјата на човекот на крај. Апсолутно можеме и еве се изборивме и направивме Ние се изборивме. листи таму Луѓето каде мислеа може. дека нема ни да направиме листи. Да. Меѓутоа, таму каде што можевме, успеавме. Ја ви благодарам за јавувањето. Бидете поздравени, лека ноќ и пријатно. Одиме ведно со следниот гледаш. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Здраво. Вака многу слабо ве слушам, само ќе ви кажам.
вака се јавам од Скопје, Емилија на телефон. Се наоѓам на една од листите од изборневе листи, што се партиничкиве листи, движење бойкотирам. И сакам да дадам голема поддршка за дечките во емисија и целосно за движење бойкотирам. Ме слушате? Да. Со внимание. Едноставно сакам да ги поддржам од причина што прво и основно сакам да кажам да нагласам дека никогаш не сум била политички определена, никогаш. Значи во мојот живот кога сум родена никогаш не сум се определила за некоја политичка партија, со што се гордеам. Секој сум размислувала со свој разум за тоа што е во ред, што не е и што е правилно и што не е и мислам дека до сега добро сум одлучувала за се што сум одлучила, значи било исправно. И во овој случај гледам дека зошто ги поддржувам дечкиве во емисија и воопшто движење бойкотирам од причина што не се едноставно луѓе кои што гледаат само за себе пред се. Тоа се луѓе од луѓето, од народот, што е тоа што му треба на народот всушност. Значи некој што стварно ќе се грижи за народот и за тоа што народот сака да се слушне неговиот глас. Едно нешто што никош не се случило. Мислам, до сега во колку време сме независна земја, значи едноставно не било никогаш политичката партија што била избрана на власт да гледа за народот. Секојаш била таму за да си ги наполни џебовите и да го уништи овој народ едноставно и оваа земја. Не гледам нешто позитивно ништо до сега од ниједна партија. Господо, да. Од друга страна, сакам да кажам нешто за она што зборувавте преходно за патриотизмот кај народот. Јас навистина не можам да верувам и сум и засрамена на некој начин и разочарана од тоа како народов дозволува се тоа што не се случува да трае и понатаму. Што да, Facebook е една мрежа која што нели помага да се дојде до народот и да се каже се што има народот. Но од друга страна, јас сметам дека тоа е само едноставно серфаќање на Facebook и само препукување и не знам што. Петар Горечи лајкови, живеат за лајкови народот или не знам што е работата. Ќе ги натераме да дават подпис преку Facebook. Не ве разбирам. Викам, го разбирам ја Игор што вика, кога преку Facebook би гласале и би ги одлучувале нашите судбини, би било многу подобро. Многу се похрабри луѓето на Facebook. На Facebook се многу похрабри од што во реален живот. Точно, сите сме храбри на Facebook, а вака во реалност никој не излезе да застане и да поведе револуција. Нешто што мене ми е несватливо, значи да ти ја зимат државата пред очи, а ти ја си ќутиш и да си само пишуваш постови на Facebook, мислам не го разбирам тоа. Во тие луѓе ќе се ставам и самата себе, значи да не кажам дека сум нешто подобро од сите. Тоа се историски процеси за кои ние немаме јасни дефиниции, да не забегуваме умуабетов и тоа е многу нормално. 5 века овој народ бил под робство. Една-две револуции биле. Не знам, јас не прифаќам такви квалификации. Да. Јас мислам дека благодарам за имаме јавувањето. Повели Петар? Јас мислам дека имаме потенцијал, значи и ги разбирам, и како што реков порано, значи ги разбирам луѓето, значи Што разбираш? Значи разбирам дека секој си ја бори собствената борба. Добро. И дека секој си има собствен сет на проблеми. Така. Само барам од нив да некако во овој случај да смогнат сила, да ги надминат и да се одважат да помогнат на една искрена иницијатива. Значи сега ова се само збори. Значи јас како да кажам. Значи Игор кажуваше дека ние сме луѓе од народот што не познаваат многу луѓе. И во принцип нема зошто некој да ни верува. Мене често ме прашуваат како да знаеме дека не си ти следниот Крсто. И ова фино ти рекна. И ова му одговарам. Значи кај мене веројатноста имаш пуба и уши од Не. Кај мене веројатноста да бидам следниот Крсто не е нула. Значи може да бидам и јас следниот Крсто. Ама овие од другата страна, тие веќе не се срамат да кажат дека се Крсто. Значи тие сигурно Крсто се. Значи барем кај мене има некоја веројатност дека може нема да испаднам Крсто. Ме разбираш, чисто статистички гледано. Нема што да се изгуби доколку се даде подпис за нас. Се свиѓа што стиховен калибар го имате таму. Има и многу други луѓе што ги нема, а даваат подршка.
но за жал не сака јавно да се експонира. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Значи пратеник. Не ми се допаѓа тоа што рече може да бидам, може нема да бидам, не е тоа добро кажам. Пратеник, што вика народен пратеник, Божји пратеник. Тоа е водач на армија, на луѓе, значи водач на мисли, водач на ако треба и животот ќе си го даде. Тој не треба да размисля да биде патетичен и вамо. Нема, треба да даде гарантија, него, како ви каже, люби го ближниот свој како сами од себе си. И гаранција што треба да животот, имотот, значи стварно нешто, сега се тешки моменти. Ја гледаше ли ти целата емисија? Па ја гледам, како не. Добро, окей, ајде да искажи се, повели. Еве да ви кажам и друго. Што рековте дека судијата може да најважно судијата. Судијата е, сега да карикирам што викаат, нели, он е како исто занат во правото, има правосуден смер, судење, има политика, има, да речеме, едно време имаше само правоње, не знам што таму, други работи за фирми. Значи, тоа е исто занат. Значи, ти не можеш да чекаш од судијата да биде политичар. Значи, водач не може да биде судијата. Значи, треба да се најде водач од народот, не. Значи, од Бога избран човек. Од народот, како пише во Библијата, ај овај ќе го избереме. Онда значи што да се буниме. Господ не ни пратил таков. Јас не би се сложил со гледачот, значи не е народниот представник никаков водач, значи тој е служба на граѓаните што го ставиле таму. И тој е одговорен да ги застапува интересите Тој е гласноговорник на тие што го избрале мора да ги застапува интересите на оние што ги избрале. Значи, водачот... еве сега, ако вие имате некој момент во бившиот собраниски состав, што мислите дека ви ги застапувал вашите интереси, поверете, гласајте си за или за ВМРО или за СДС. Ако мислите дека нема, тогаш многу е погрешно да се бара водач надвор од себе. Тоа е еден дел од менталната матрица која што секој од нас може да си ја промени. Ако гледаме ние водач во самите себе, тогаш може да направиме многу, но ако гледаме во другиот и бараме од другиот, тогаш ништо не сме направиле. Прави го тоа што го бараш од другиот, едноставно. Многу добро, се слагам. Добро вечер за следниот гледач. Предизвикавте интерес, ова е добро. Има доста јавувања. Повелете во програма сте. Добро вечер за човек од Логоварди. Добро. Добро вечер. И сакал да се представи колку досега поколение негови се пратеници во македонскиот парламент. Нема проблем. Значи, пратеник во македонскиот парламент беше мојот стрикот Ѓорѓи Котевски. Значи, јас би рекол онака, значи човек што вистински беше патриот и покажуваше како треба ВМРО-ски пратеник да зборува и да настапува. Значи, исто така, како се вика во парламентот, беше мојот братучет Никола Котевски, кој што исто така продолжи традицијата. Значи, многу вакви тролчина и по Facebook, као се, јас ке ти кажам ти фамилијата. Јас не се срамам од историјата. Чекај, може би е со добра намера, ја не Значи, го сватив дека е полоша. Но ти ја си осваќам, прифати го, видиш. Значи, јас немам проблем. Да го чујам, сакам гледачот. Добро? Што ве интересира? Што има врска тоа? Се исклучи? Дали се исклучи гледачот? Па во право, си трол. Може само да си кажам. Значи, јас немам никаков проблем со придонесот на мојата фамилија кон Македонија. Да се разбериме. Значи, мојата фамилија... Уште има. Не ми диктире, молим те, не ми прережи се. Тераме до крај. Значи... Тере. Значи, немам проблем со придонесот на мојата фамилија кон Македонија. Значи, тие придонесле на сите нивоа и на локално и на државно ниво. Се гордееш со апсолутно се гордеам. Значи Македонија, значи во Битола сега моментално има фабрика што обработува 6000 луѓе, што е директна одговорност на мојот татко Трајан Котевски. Да се разбериме. Значи тој кој од минатата власт имаше неверојатни притисоци кога човекот туркаше да се изгради зоната Жабањи во Битола. Значи, нон-стоп беше на телевизија, нон-стоп го повикуваја, го исто вака тролчина, нешто, ти вака, ти така. Еве сега таму има фабрика, Greenfield инвестиција е тоа. Значи, таму од ливада се направи фабрика и сега 7000 луѓе работат во Битола. Слушај,
човеков ако имал намерата тролал, го изводи најдоброто од тебе. Не знаев ни ја ово за тебе. Ти благодарам. Земи воздух и издиши се. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. На телефон една горда македонка која што во животот имаше шанса да земе и странски пасош, ама не го направи тоа затоа што е македонка. Прво и основно, секоја чест на дечките што ви се во студио, од една проста причина и многу едноставна. Се што кажаа до сега направија. Ако на македонскава политичка сцена постои некој што може да се пофали дека се што кажал остварил, јас ќе гласам за нив. Мислам дека такви нема. Они немаат никаква обврска да направат било што од тоа што го зборуваат. Затоа што се движење. И нивна добра волја е колку и како ќе се ангажираат, односно кој ќе биде исходот од нивниот ангажман. Треба нас да ни служи на чест, а да се срамиме ако не ги поддржиме само од една проста причина. Во историјата нив ќе ги пишува како николци на отпорот во Македонија. Затоа што тие се најгласни и ја зборуваат вистината цело време. СДС ги обвинуваат дека се ВМРО, а ВМРО ги обвинуваат дека се од СДС, дека имаат поддршка од СДС. Ниту едното, ниту другото не е точно. Што гледаме на македонската политичка сцена? Дека тие што седат во парламент работат на иста цел, заеднички. Отпор нема никаков. Отпорот не е во парламент. Овие дечки се отпор. Уште едно јавување ќе имаме и завршуваме со емисијата. Ви благодарам, господјо. Изгледа требаше порано да ве прекинам. Не очекував дека ваква реакција ќе има. Еве, останавме скоро 10 часот. Фул 2 сати, што е комплиментарно. Најжално во целава политичка жабокричина е тоа што токму двете најголеми партии, односно нивните раководства, ги понижуваат токму нивните гласачи. Не ние. Доколку навивачите на двете најголеми партии излезат од навивачкиот филм, они ќе разберат дека можат многу повеќе да направат заедно со нас за Македонија. Или вие сте добрите момци, јас да бидам лошиот. Или колку е спремен македонецот да се понижи за 250 евра плата? Јас се надевам ако е македонец, ако држи до зборот македонец, многу малку е подготвен. Но само треба да го најде. Вас ви дадов да бидете вие добрите, да поединете мене да ме мразат. И одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавувам од Битола. Овој Петар Котевски спомна дека стрикому негов Ѓорги Котевски бил првиот пратеник од Битола, од ВМРО ДПМН, од селото Логарди. Сега, јас мислам дека не знам што возраст има тој, ама доволно не го познава Ѓорги Котевски. Добро, благодарам за јавувањето. Јас не го познавам Стригом и ти го познаваш. Така. Бидејќи беше лично, го тргнав да беше нешто за општа работа и за политичкава програма, ќе го оставев. Ме бенди своја храброст што ја имат вака луѓето позади анонимноста на телефонот. Не, ја го поканувам да дојде во емисија и нека го каже тоа, или по Skype нека се. Најхрабри се на Facebook, а ние позади лажните профили. Добро, Петар, за татко ми мој шо овдека кажувале анонимуси и така натаму и така натаму. Но, се во ова покажува дека има реакција. Најлошото е да нема реакција. Од тоа полошо нема. Три збора имам. Сега веќе ви мерат дали сте доблесни, не сте. Што значи? Веќе сте оставиле некаква трага и тоа треба да радува. Се надевам дека до утре до 24 часот ќе ги добиете потребните подписи и ќе ви има на изборите како можеби еден добар зачин во манџата. Јас само сакам да ги поканам сите оние на кои што им е смачено од истите ликови што ги гледаат веќе 30 на години. Дали се тоа Заев, Мицковски, Шеќеринска, дали се тоа луѓе од СДСМ, ДПМН или од другите помали партии. Значи на сите тие кои што јас редовно ги слушам
по улициве и пазариве дека им е смачено од истите луѓе, истите тие кои што постојано зборуваат дека не можат веќе да го поднесат тоа што се случува во Македонија, да дојдат, да ги најдат подрачните оделенија и да го стават својот подпис. Многу изборните единици КЕЦ 2 и 5. Да. Интересно е да се најдат подрачните единици. Сидете така малце подскриени. Добре. Значи замислете си го како скавенџер хант. Финишираја емисијата со големи зборови. Сега многу притисок ми направи. Учи се. Да. Значи, јас само би ги повикал луѓето да се охрабрат и да излезат и да дадат подпис. Значи, подписот е само за ние да може да излеземе на избори. Значи, не е глас подписот, туку е, значи, поддршка, некој вид на поддршка за ние да излеземе на избори. Да имаме уште повеќе можност јавно да се представиме и тоа што го имаме, а многу малку кажавме покрај тоа што многу зборев. И сакам само да ти се заблагодарам тебе, Јанко, Нема за тоа проблем. што стално ти е студиото отворено. Значи, и апсолутно, значи, многу е тешко да се пробиеме ние вака на медиумите и уште еднаш ти благодарам што... Нема проблем. Голема благодарност. Нема проблем. Ќе биде добар лакмус, почитувани гледачи, дали овие луѓе ќе бидат дали независната листа воопшто ќе се појави во рамките на изборите, на следните избори во април кои ќе бидат, и тоа ќе биде добар лакмус или можеби огледало, знаете. Така што многу одговори ќе си добиеме. Дали е дојдено, созреано времето, дали македонецот се охрабрува, дали граѓанинот на Македонија сака веќе некакво реално промена или сака да види некаков зачеток на промена или ќе си тераме постара уште некое време. Така што овие луѓе ништо не губат, добиле или не добиле подписи, но ние ќе добиеме една многу јасна слика после изборите за себе си. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Многу